Фенербахче следната сезона ќе настапи во Лигата на шампионите откако судот за спортска арбитража го ја суспендираше одлуката на дисциплинската комисија на УЕФА со која на тимот од Истанбул му беше забрането да учествува на европските надпреварувања. Претседателот на Фенербахче Азис Йилдирим ја потврди одлуката на судот и истакна дека тие сигурно ќе настапат во Лигата на шампионите. Сакам да им се заблагодарам на сите што не поддржуваа во изминатите 2 години. Фенербахче оваа сезона ќе игра во Лигата на шампионите. Голема благодарност му должиме на нашиот адвокатски тим, изјави Йилдирим. Дисциплинската комисија на УЕФА во јуни го казни Фенербахче со 2-годишна забрана за настап во сите европски надпреварувања поради учеството во местење надпревари. Фиорентина го потврди трансферот на својот најдобар играч Стеван Јоветич во редовите на Манчестер Сити. Само еден ден откако од Севиља соопштија дека го продале Негредо во Манчестер Сити, истото го сторија и од Фиорентина, која го потврди трансферот на Јоветич во редовите на вице-шампионот Англија. Со тоа се става крај на шпекулациите околу иднината на црногорецот, кој беше желба на неколку екипи. Калчоливашот од овој трансфер ќе заработи 27 милиони евро, а дополнителни 3 милиони евро тие ќе добијат во зависност од настапите на Јоветич во неговиот нов клуб. Новиот тренер на граѓаните Мануел Пелегрини ги доби двајцата нови напаѓачи кои ги посакуваше, кои заедно со Агуеро и Един Джеко ќе го сочинуваат напаѓачкиот квартет на Сити. Стеван Јоветич во 5 години минати во Фиорентина имаше 134 надпревари на кои постигна 40 гола. Французинот Кристоф Риблон победи на 80-та етапа од Тур де Франс. Возачот на Ажитур ја донесе на Франција првата етапна победа на јубиленото 100-то издание на престижната трка околу Франција. Риблон имаше фантастична завршница, на 2 километри до целта го мина дотогаш водечкиот TJ Van Garderen и на целта стигна со 59 секунди подобро време од американецот. Лидерот во генералниот пласман, носителот на жолтата маичка Фрум, доби казна од 20 секунди бидејќи спротивно на прописите, во финишот тој од својот тим доби храна. И покрај казната, Фрум ја зголеми преноста во однос на Контадор, која сега изнесува 5 минути и 11 секунди. Денеска учесниците на Тур де Франс ги очекуваат нови 204 километри од Бурж Оисан до Ле Гран Борнар. Шарлот Хорнетци и официјално се враќаат во NBA лигата. Лигата дозволи Шарлот Бобкетс да го врати некогашниот прекар Хорнетс во Северна Каролина, откако Њу Орлеанс Хорнетци во април и официјално станаа Пеликанс. Франчизата од Шарлот, која е во собственост на Мајкл Џордан, прими официјално одобрение за промена на името и така од сезоната 2014-15 ќе настапува под старо новото име и со новите дресови и лого. Поранешниот Шарлот Хорнетс, сегашна франшиза од Њу Орлеанс, се основани во 1988 година и во градот Шарлот настапуваа се до 2002 година кога се преселени во Луизијана. Во меѓувреме во Шарлот се основана нова франшиза во 2004 година која го доби прекарот Бобкетс и под кој ќе се надпреварува само уште една сезона.